Здруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани во општината постои повеќе од 7 години. Во него членуваат активисти и симпатизери кои на повеќе начини го негуваат ликот и делото на маршалот. Во рамките на програмата за работа од Здруженијето и најавата дека ќе покренат иницијатива за поставување на биста на Јосип Броз Тито во паркот на револуцијата во Кочани. Зошто сметате дека бистата на маршалот треба да биде поставена токму во паркот на револуцијата? Па од едноставна причина. Таму се веќе бистите на нашите правоборци, Лјупчо Сантов и Раде Кратовче, и мислиме дека меѓу неговите војници редно е да биде и бистата на нивниот командант, врховен маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Сметате ли дека ваквата иницијатива ќе најде на оправдување меѓу граѓаните на општината? Зошто да не? Зар треба да кажуваме ние што Тито даде и направи за Македонија? Сметате дека ќе имате подршка и од локалната власт? Па јас се надевам, ние ќе си поднесеме званично барање од нас од Здруженијето Јосип Броз Тито, а ќе ги попрашаме и борците, ако сакате тие заеднички да го поставиме барањето до собранието и до градоначалникот. Ако не, само од нас ќе доставиме барање. Ќе најдете ли финансиски средства за изработка на бистата, нејзино поставување? Сепак тоа бара средства. Точно, приметивте, ние такви средства немаме. Многу јасно е. Со чланарина од 100 динара, што може да се направи? Ништо, не е ни битно. Ние сметаме дека ќе наидеме на помош од граѓанството, дека ќе наидеме помош од бизнисмените, било локални, било пошироки, кои што ќе ни помогнат да го направиме тоа. Со ова сметаат од Здруженијето ќе му се одаде достојна почит на Јосип Броз Тито за сето тоа што го направи за Македонија и македонскиот народ воопшто.